Сите ние посакуваме успеси на личен и професионален план. Имаме своји желби кои сакаме да ни се остварат, но честопати го занемаруваме најважното. Дека успех се постигнува само доколку работиме на себе. Преку интерактивните и практични техники во НЛП програмата, можеме да научиме многу за себе, за луѓето околу нас, за тоа како да се ослободиме од лимитирачките верувања, да креираме нови навики, да се ослободиме од негативните искуства од минатото и успешно да живееме во сегашноста. Тема на разговор со Марина Анчевска, сертифициран НЛП мастер тренер. Марина, некако традиционално секоја година пред доаѓањето на новата година се сретнувавме, разговаравме, ги средувавме впечатоците, убавите, неубавите моменти во текот на годината. Сега се договоривме ова да биде по новата година, значи во текот, токму така, во текот на овој месец, јануари, кога сите ние размислуваме во која насока да ја водиме оваа година што е пред нас. Имаме доволно време, нели цела една година, за да изреализираме дел од плановите, од желбите кои сме си ги поставиле како цели во текот на минатата година. Драго ми е што повторно се сретнуваме и разговараме. Ајде ќе почнеме од таму дали и колку луѓето станаа свесни и сакаат да направат промени. Да, се повеќе. Значи, еве супер вака на вистина што се сретнуваме во новата година, нели викаат се уште јануари, се уште има шанса за поставување на цел. И има се повеќе луѓе на вистина кои што прават промени. Токму вчера имавме тука викендов група и за тоа зборувавме колку повеќе има луѓе што работат како мотивацијски тренери, коучери, значи на разни теми, викаат што се случило, викам, тоа е добро. Значи, ама како така некои што не се квалификувани, викам, не е важно. За секого има место и секој ќе си го најде својот коуч, својот ментор, својот тренер. Важно е дека се работи на себе. Тоа е најважно. Така да има потреба. Како доказ дека и вие, Марина, работите на себе, но и на здравието, на благосостојбата на многу други околу вас и наградите кои што во текот на минатата година ги добивте, би сакала еве за тоа да проговориме. Тоа беше во Белград, тоа е меѓународна, значи, за овие простори, награда која што се доделува на мажи и на жени кои што направиле, значи, нешто значено, некаква промена, имале некаква улога во подобрување на животот од било кој сегмент. Ја бе во делот на мотивацијски предавач и тренер, најжена на 21 век, иако сум од 20 век. Така да наградата дојде во 21 век и навистина беше интересно така да се сретнеш и со други луѓе од Македонија. Бевме 3, секој во различна област и навистина сум почестена, ете на балканско ниво да кажеме, и сега наскоро ќе одам во Сараево. Таму исто има една конференција за жени исто кои што прават нешто во овој регион. Така да наградата дојде во вистинското време и повторно потик, знаеш, некојаш ти паѓа енергијата, вика, што правам сега, дали вистина има промени, и кога ќе дојде таква награда, викаш, аха, добре. На правиот пат сум, да. Некој гледа. Така, исто така имавте успешна година, минатата година, 2019-та, тогаш се видовме, ви честитавме, нели, бидејќи добивте и титула, првиот сертифициран НЛП мастер тренер во Македонија, би сакала еве и тоа сега да го истакнеме. Да, тоа е навистина нешто големо за мене, значи во мојот професионален развој. Тоа е, да кажеме, последното нешто од НЛП-то. Значи, како титула, НЛП мастер тренер. И аз кога отидов таму, нели, мислев ќе работиме сега нешто техники едно друго, пак личен развој. Затоа што НЛП тренер е едно, а НЛП мастер тренер е друго. Затоа што се менува нешто и на ниво на идентитет. Вистина е тоа. Значи, нешто како
се да си дојде на свое место. Нормално ми учевме и нови работи, работевме многу коучинг, тоа беше 14 интензивни дена, еден по друг, и беше прекрасно патување. И сега со тој сертификат е многу добро што во Македонија веќе ќе може да сертифицирам тренери, НЛП тренери, кои што ќе добијат акредитиран сертификат признат по цел свет. И најубавото од сето тоа што ќе биде прв пат системски НЛП. Значи, онака акредитирана програма, веќе ја работиме со практикантите од пониските нивоа, меѓутоа тоа е нешто ново и тоа е иднината во тренерството, системскиот пристап. Тоа значи е уште еден доказ дека и вие тренерите постојано работите на себе. Не значи дека сте стигнале до одредено ниво и тоа е тоа. Да. Сега само знаењето и искуството го пренесувате, туку постојано работите и на себе. Не секој. Затоа што има тренери кои што се уште работат класичен НЛП. Меѓутоа и НЛП-то се развива и потребите се други. Значи класичниот НЛП беше добар за 20 век. Меѓутоа 21 век потребите се сосема други и системскиот НЛП дава сосема друга димензија, бидејќи сакали или не, ние сите сме поврзани, зависиме еден од друг, системот од кој што доаѓаме, организацијскиот систем во кој што работиме, и без таа системска перцепција е скоро невозможно. И мене тоа многу ме привлекува, значи затоа се развивам во тој правец, следат и други тренери кои што ќе ги следам на тоа поле. Меѓутоа тоа е иднината и НЛП-то е прекрасен како техника и класичниот НЛП, меѓутоа и НЛП-то се развива и секако дека и тренерите тоа треба да го прават, меѓутоа секој си има своја способност, нешто свој печат. Јас сум системски НЛП тренер. Неодамна се вративте и од Будимпешта, чинам од... Да, и сме следи. Да, токму така. Да, тоа беше другиот дел од лайфстайлот што го работам јас. Значи, едно е НЛП-то, меѓутоа тоа што го работам, ја вистински тоа го живеам. Значи, многу работам на соматската интелигенција, телесната интелигенција, тоа го работам и со луѓето во тренинзите. Јогата е за мене дел од тоа и секако дека јас некојаш треба да се релаксирам, море не беше релаксација, беше така доста интензивна јога и одлично онака да почувствувам телото, затоа што ние се развиваме ментално, меѓутоа телото многу преработува и треба да се посвети многу внимание на соматската интелигенција и тоа е многу поврзано со себе запознавање и себе освестување. Тоа е апсолутно дел од личниот развој, меѓутоа едно без друго не може. Ментално поле на тело, поле на енергија и поле на душа. Најавувате неколку работилници во текот на овој месец, следниот, почетокот на следниот, ајде да кажеме нешто и за нив. Бидејќи се интересни, актуелни за оние кои што ги следат овие теми. Постојано имаме, значи, информативни предавања, така и се и работилници ќе бидат, некои се бесплатни, некои се наплаќаат символично, се е со цел да се луѓето да добијат се повеќе знаење, значењето на системската работа или на фамилиарните системи и како тоа влијае во секојдневието. Значи, тоа ни е целта, а покрај тоа, значи, имаме многу корпоративни тренинзи. Тоа е неверојатно каква промена настана во тој дел, колку организации веќе бараат личен развој. Јас сум пресрекна за тоа, бидејќи мене тоа ми беше целта кога се вратив од Холандија. Веќе 12 години зборувам за тоа колку е важно да се инвестира во луѓето, дека тоа не е трошок, туку е инвестиција и можам да кажам 2019 година беше во тој дел за мене, значи, како тренер на вистина многу успешно, бидејќи имав многу корпоративни тренинзи. Очекувате ли оваа 2020 година да биде толку успешна како 2019 или се надевате и за повеќе? Не, ќе биде повеќе, затоа што во организациите веќе многу се работи на тој дел. Значи, на личниот развој работам со доста компании и побарувачката е се поголема, така да и мојот тим треба да се шири, бидејќи не можам
можам јас секаде да постигнам и затоа убрзуваме и тренерски да се прават НЛП, тоа што е сепак специфично системскиот дел. Затоа тоа го работам и во организациите, значи работам организацијски системи кои што се потикнати од фамилиарните системи, тоа е уникатно, никој не го работи во Македонија и патот да се стигне до таму како тренер не е брз. Имам луѓе кои што се обучуваат, меѓутоа треба време. Овде ќе го завршиме денешниот разговор, ќе има уште многу теми за кои ќе се сретнуваме и во текот на оваа година, бидејќи сме заинтересирани сите овие ваши нови искуства и знаења да ги пренесеме на гледачите. Ви благодарам многу секогаш за поддршката на македонската телевизија и верувам дека заедно можеме сите да направиме нешто подобро.